Добар ден, ви благодарам што сте на Слободен печат, започнуваат поинакви вести. Одредете си цена за вашите деца, ни рече премиерот на средба во влада. Обвинуваат родителите од трагедијата во Кочани. Наместо разбирање, добивме манипулации. Наместо сочувство, добивме подсмев и обвинувања. Наместо поддршка, добивме директно понижување. Во понеделник, на 7 јули, на средба во кабинетот на премиерот, ни беше кажано нешто што ниту еден родител не смее да го слушне. Одредете си цена за вашите деца. Ова го обелоденија родителите на загинатите деца во пожарот во дискотеката Пулс, во обраќање до јавноста во кој открија дека конечно биле на средба со премиерот Христијан Мицкоски, откако испратиле барање за законска, финансиска и институционална помош за семејствата на починатите во трагедијата во Кочани. Прочитајте повеќе на Слободен печат. На денешен ден, 18 јули, во 1967 година, во Охрид, е прогласена автокефалноста на МПЦ. Тогаш на Третиот црковно-народен собор, Светиот Синод на Македонската православна црква донесе одлука за прогласување автокефалност на МПЦ, како наследничка на обновената Охридска архиепископија. Чинот на прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква беше завршен на Светата архиерејска литургија, одслужена во црквата на Пресвета Богородица Перивлепта на 19 јули 1967. На 12 ноември 2009 година Македонската православна црква во своето име ја додала додавката Охридска архиепископија, како директна наследничка на старата Охридска архиепископија. Покрај додавката МПЦ ОА извршила и промена во грбот и знамето, односно, наместо приказот на црквата Света Богородица Перивлепта, била ставена црквата Света Софија во Охрид, како седиште на архиепископите на Охридската архиепископија. Еве една одлична вест за сите возачи. Регистрацијата на возилата од сега ќе се одвива на многу поедноставен начин. Како? Пратениците го донесоа Законот за изменување и дополнување на Законот за возила по скратена постапка. Со законските измени се олеснува процесот на регистрирање на возилата, така што им се дава можност на станиците за технички преглед да даваат потврда за регистрирано возило врз основа на претходно утврдени критериуми, која ќе се поистоветува со печатот во сообраќајната дозвола. Една од поважните измени е и тоа што регистрацијата ќе може да се врши на цела територија на државата, а не како досега, според местото на живење на сопственикот на возилото. Ја зајакнуваме соработката со Северна Македонија преку ново стратешко партнерство. Објави на платформата X секретарот за надворешни работи на Обединетото кралство Дейвид Лами по повод потпишувањето на декларацијата за стратешко партнерство меѓу двете земји. Декларацијата вчера во Форин офисот во Лондон ја потпиша шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски и британскиот секретар за надворешни работи Дейвид Лами. Муцунски на Фейсбук објави дека со ова се отвора ново поглавје во односите меѓу двете земји и се зајакнуваат билатералните односи со Обединетото кралство. Скопјани, подгответе се. Одредени делови на градот денеска ќе останат со часови без струја. Слушнете дали вие ќе немате струја. До 13 часот делови од општина Студеничани, до 11 часот делови од општина Центар, до 13 часот струја ќе немаат делови од општина Газибава, а до 13 часот струја ќе немаат и делови од општина Карпош. Жители на зграда во скопската населба Хиподром, во чиј подрум пред неколку дена изгореа 2 автомобила и мотор, и натаму не можат да се вратат во своите станови, бидејќи можно е тоа да не е безбедно. Според станарите, пожарот кој избил рано утрото во неделата бил толку голем што мора да се чека вештачење за да се види во каква состојба е статистиката на зградата. Покрај ова, мирисот на гаражот го прави престојот во зградата неподнослив, велат тие. Огнот зафатил и делови од електричната инсталација на зградата, како и цевки за вода. Во пожарот изгореле автомобили BMW и Mercedes, како и мотор Piaggio Beverly. Состојбата со вода во Скопје е алармантна.
Иако изворот расче и бунарите во Нерези и Лепенец работат со максимален капацитет, сепак голем дел од градот е без вода и никакви апели за рационално користење на водата не допираат до неодговорните граѓани. Ова беше соопштено на седница на Советот на град Скопје од представници од јавното предпријатие Водовод и канализација, откако советниците побараа информација на што точно се должи недостигот на вода со кој се соочуваат во изминатиот период голем број на граѓани. На изворот Расча толку му е капацитетот, повеќе од ова не може да даде. Работиме со максимален број вклучени бунари. Од технички аспект тоа може да доведе до колабирање на бунарите, до уривање. Расча исто така се празни максимално. Не дај Боже да се случи нешто, ќе останеме без пивка вода, алармираше Зоран Стојанов, оперативен директор на јавното предпријатие на седницата на Советот на град Скопје. Запалиле црква во Украина и оставиле напис: "Унгарците на нож. Нема да го дозволиме тоа. Можете да сметате на нас", напиша унгарскиот премиер Виктор Орбан на Фејсбук, споделувајќи фотографија на која се гледа спорниот знак. Унгарија го повика амбасадорот на Украина минатата недела да поднесе протест по медиумските извештаи дека унгарски државјанин починал во Закарпатија наводно откако бил претепан од воени службеници. Снимка од разговорот помеѓу двајца пилоти на авионот на Air India, што се урна минатиот месец, во кој загинаа 260 луѓе, открива дека капетанот го прекинал дотокот на гориво до моторите, изјави еден извор информиран за раната американска проценка на доказите. Нема видео снимка од пилотската кабина која сигурно покажува кој пилот ги префрлил прекинувачите, но доказите од разговорот укажуваат на капетанот според првичната проценка. И индиските власти велат дека истрагата е во тек и дека е прерано да се извлекуваат дефинитивни заклучоци. Повеќето авионски несреќи се предизвикани од повеќе фактори, а според меѓународните правила, конечниот извештај се очекува во рок од 1 година од несреќата. Јапонија забележа трговски дефицит од речиси 13 милиарди евра во првите 6 месеци од оваа година, како последица на високите царини за извоз воведени од Соединетите Американски држави. Трамп го одложи воведувањето на уште едни повисоки царини до 1 август, за да преговара со официјалните лица. Но се уште не е постигнат договор. Јапонија увезува повеќе од 300.000 тони ориз од сад годишно. Трамп со цртеж од гола жена и порака му го честитал роденденот на Епштајн, пишува денешен Wall Street Journal. Името на Доналд Трамп се појавило на лична порака до Џефри Епштајн од 2003 година, на која американскиот претседател одговорил дека е лажна. Писмото завршува со "Среќен роденден" и "Нека секој ден биде уште една прекрасна тајна" и е потпишано со Доналд. Весникот пишува дека писмото е едно од неколкуте во албум со кожен повес посветен на прославата на 50-тиот роден ден на Епштајн, околу 3 години пред да се објават обвинувањата за сексуалната злоупотреба против финансиерот. Американскиот претседател се огласи веднаш: "Никогаш во животот не сум нацртал слика", рече Трамп. По ова корисниците на социјалните мрежи го демантираа веднаш со цртеж од 2005 година, кога Трамп нацртал цртеж од хоризонтот на Њујорк за хуманитарна аукција. Трамп се закани дека ќе го тужи весникот. Како ви се чини идејата да одите во ресторан, да нарачате пијалок и да имате можност да галите лавче? Ваква атракција постои. Ресторанот Ван Хуи во кинеската покрајна Шангси продава околу 20 билети дневно за ексклузивна понуда, што вклучува галење на лав и чини $150. Ресторанот предизвика големо внимание, но и загриженост на социјалните мрежи поради својата необична понуда. Гостите можат да се гушкаат со лавчиња за време на попладневниот чај. На социјалните мрежи се појавија низа фотографии и видеа на кои се гледаат гости како го држат лавчето како бебе. Освен лавови, ресторанот нуди и атракција со други животни како што се лаби, желки и елени. Коментарите на интернет се претежно негативни, бидејќи многу корисници веруваат дека ова однесување е опасно и штетно за животните. Пазете што правите и со кого одите на концерт. Може да ве види цел свет. Еве каков скандал се случи на концертот на Coldplay. Оженет моќен директор беше уловен со љубовницата од човечки ресурси на дело, пренесуваат медиумите.
Енди Бајрон, основач и извршен директор на Астрономер, немаше среќа да си ја чува приватноста и беше фатен на камера, каде што го видоа сите. Тој ја донел својата менаџерка за човечки ресурси на концертот одржан во Бостон. Камерите не само што ги снимија, туку ги прикажаа и на големиот екран, нешто како камера за бакнување многу популарна на спортските настани во САД. Пишуваат медиумите. Нивната реакција е многу чудна. Тие се вознемирија затоа што ги видоа сите. Дали се работи за тајна врска или срамежливост? Извинете, погрешка беше. Вака Нетањаху реагира за нападот врз единствената католичка црква во Газа, во која загинаа 3 лица. Нов тренд, златото паѓа. Платината достигнува највисока вредност во последните 10 години. ЕУ постигна договор за 80-тиот пакет санкции против Русија. Утрово е активен само еден пожар на територијата на Македонија. Гори во општина Василево, нивичино, нискостеблеста шума. Сите потребни информации ќе ги најдете на slobodnpečat.mk. Ова беа уште едни поинакви вести на Слободен печат. Ви благодарам на вниманието и на довербата. Кога стигнав ја, сите мои пријатели кога ме видоа колкава торба носам, еден од нив уствари искоментира: на Злате му го спакували и телевизорот, а телевизорите беа прилично големи. Му го спакували и телевизорот за на одмор, значи толку беше голема торбата. Толку мајка ми се секираше прв пат кога ме прати на одмор, затоа што требаше да имам све. Значи требаше да имам по 30 пара од долна облека, требаше да имам 15 пара купачи, требаше да имам 5 пара фармерки. Не дај Боже нешто да се случи, мислам дека одморот не требаше повеќе од 10 да имам.